Две паралелни одбележувања на рамковниот договор. Дуј очигледно тешко ја прифаќа реалноста дека замена во опозиција, па наместо да присуствува на државното одбележување на Охридскиот договор, во Скопје ќе се организираат нивни приватен настан. Министерот за здравство Арбен Таравари вели ова не е ништо ново кога дуе во прашање. Секогаш се обидувале сите историски настани да се ги приватизираат за нив. Порача дека сите од интегративците имаат отворена покана да учествуваат на одбележувањето организирано од државата. Некако ДУИ секогаш имало тенденции да ги приватизира одредени настани. Се уште не може да прифатат дека се опозиција, меѓутоа им треба време и ќе се навикнат на тоа. Ќе прифатат приватни журки и забави може секој да организира. Ние ги повикавме на утрешниот настан кој што го организира владата на Република Македонија. Добро дојдени се, приватни журки нека продолжат, нека се организираат. Настаните, историските настани, никогаш не биле приватна припадност на некој, секогаш ќе бидат настани кои што и припаѓаат на граѓаните кои што живеат тука. Сепак по се изгледа јасно е дека ДУИ нема да ја прифати оваа покана, веќе и самите најавија дека утре ќе организирале како што ја нарекуваат академија на која што ќе се збори за легитимноста, односно најавуваат продолжување на реториката дека власта во Македонија била нелегитимна од причина што тие само не се на власт. Утре, вторник, 13 август 2024 година, со почеток во 12 часот во Скопје, по повод 23 годишнината од Охридскиот мировон договор, Европскиот фронт организира Академија за легитимност и ве покануваме да учествувате. Инаку од страна на Министерството за животна средина, каде министер Еизет Меджити, ќе бидат организирани два настани по повод рамковниот договор. Ќе има панел дискусија на која ќе учествуваат Меджити, министерот за локална самоуправа Златко Перински, професорите Ризван Сулејмани, Нано Ружин, Африм Османи и Бујамин Бела. Потоа вечерта ќе има свечен настан и во Музеот на современа уметност, каде своје обраќање ќе има Изет Меджити.